да се одреди параметарот m, така што оваа равенка има двоен корен. За да има двоен корен, рековме дека d треба да биде еднакво на 0. А по формула знаеме дека d е еднакво на b на квадрат минус 4 по a по c, односно тоа е вредноста под коренот во решенијата на квадратна равенка. И сега прво да одредиме d, но да ги најдеме колку ќе ни бидат. a ќе ни биде m минус 1, b ќе ни биде 2m плюс 2 и c ќе ни биде m минус 3. Да ја пресметаме прво дискриминантата. d е еднакво на m минус b на квадрат, ние 2m плюс 2, или можеме право да го пресметаме ова, со заградата да измножиме 2 по m, 2m, плюс 2 по 2, 4 на квадрат, минус 4 по a, овде a ни е m минус 1. И по c ќе биде по m минус 3. d ќе биде еднакво, овде имаме бином на квадрат, па ја користиме формулата за бином на квадрат. Еве за тие што не се сеќаваат, ќе ја запишеме a плюс b на квадрат е еднакво a на квадрат плюс 2 по a по b плюс b на квадрат. И заменуваме овде, ова ќе ни биде a, ова ќе биде b. 2m на квадрат плюс 2 по 2m по 4 и плюс 4 на квадрат. Овде имаме три множители. Знаете дека кај множењето важи комутативното, асоцијативното својство, па можеме да ги множиме прво било кој два со третиот член. Јас препорачувам, ви предлагам вака, прво четворката да ја препишеме, бидејќи има минус, да не ги помешате знаците. Прво да ги помножиме овие во заграда, m по m, m на квадрат, m по минус 3 е минус 3m, минус 1 по m е минус m, минус 1 по минус 3 е плюс 3. Да завршиме со дискриминантата. 2 на квадрат е 4, m на квадрат. Знаете дека од правилата за степени, кога имаме множење, производ да степенуваме, тогаш секој од множителите посебно ќе го степенуваме. Овде да помножиме 2 по 2, 4 по 4, 16m, плюс 4 на квадрат е 16, и сега да ги измножиме со четворката. Можеше овде прво да ги средеме, но може да ги измножиме, па потоа да ги собираме сличните. Минус 4 по m на квадрат е минус 4m на квадрат, минус по минус, овде знакот ќе биде плюс. 4 по 3, 12m. Минус 4 по минус m плюс 4m и на крајот минус 4 по плюс 3 е минус 12. Сега да видиме што може овде што ни е за исто, да го собереме. 4m на квадрат и минус 4m на квадрат, тоа е 0. Друго што имаме со m, ние ова и ова. 16 и 4, 20 и 12, 32. Значи, d ќе биде еднакво на 32 m и уште ни остана
броевите 16 и минус 12, тоа ќе биде еднакво на 16 плюс 16 и минус 12, ќе ги одземеме, знакот на поголемиот број ќе биде плюс 4. Ја одредивме дискриминантата. Ова е дискриминантата за таа квадратна равенка. Но сега, бидејќи во задачата се бара да има двоен корен, значи дискриминантата треба да биде еднаква на 0, па вредноста на дискриминантата ќе ја изедначиме на 0, 32m плюс 4 ќе биде еднакво на 0, и сега решаваме линеарна равенка. За да го најдеме колку е m, ќе речеме оваа линеарна равенка. Ако добиевме овде квадратна равенка, ја решаваме како квадратна равенка. Во нашиот случај имаме линеарна равенка, ќе ја речеме како линеарна. 32m ќе биде еднакво, четворката ја менува страната, ќе го промени знакот. И од овде m ќе биде еднакво на минус 4 врз 32, значи 32 на другата страна, овде се множи, на другата страна ќе поделиме со 32 и уште може да ја скратиме. Оваа дробка може да ја скратиме со 4, горе ќе добиеме минус 1, а 32 поделено со 4 е 8. Значи, ако m го заменеме со минус 1/8 овде во равенката, ќе добиеме некоја квадратна равенка со коефициенти броеви, и ако ја решиме, дискриминантата ќе биде 0, односно равенката ќе има двоен корен, две еднакви решенија. Толку за оваа задача.